Лески. Ова акција започнува Брегалница. Ауто за Охрита. Мартиновски до Алими. Меджалевски. До Брадонич. Ќе уфали Велески во игра. Нема ситуација, Велески со глава и млак удар на Велески кој завршува во рацете на Алчинов. Повторно дуел Белица и Сени, фаул за фудбалера на Охрид. Белица, Лескаровски брзо го изведува прекршокот. Белица повторно до Лескаровски. Белица. Во соло продор Белица. До Пројков, одмавнува со рака Спирковски. Веќе трета ситуација како Пројков бара фаул, но не го добива од Спирковски. Велески со глава расчистува. Шакири ќе влезе во дуел. Мандак е осамен под 10-та позиција. Белица. Мандак и Сени. Удар на Сени завршува над голот. Лескаровски, Мартиновски, осамен е Брадонич за момент во средината. Пројков добива топка, дали има фаул конечно, има фаул за Пројков. Му се брзо требаше Брадонич да го изведе слободниот. Шакири, повторно топка до Брадонич. Топка за Шакири, но стигнува до Алчинов. Што 18 минути остануваат од првиот дел, резултатот е 0-0 и имаше Охрид една прилика за погодок преку фудбалерот со број 11 на адресот Пројков. Мандак немал се ситуација. Костуранов дали ќе има пенал? Има жолт картон за Мандак, да. Има жолт картон за Мандак. Ова опасна ситуација беше ако стигнеше пред жолт картон за Мандак, ако стигнеше Костуранов да го закачи судијата. Да го закачи Мандак, ќе беше пенал, но по асистенција на првиот помошник Димовски. Спирковски не се реши за најстрога казна, а му додели жол картон на Мандак поради симулација во 28-та минута. Име Пројков му треба малце на огријани живост во играта. И Сени повторно го губи дуелот и Сени со Белица. Одлично го чува денеска Белица и Сени, ниеднаш не се ослободи од него. Фаулиране Лажевски од Пројков. Здравков ќе го изведе слободниот удар. Го бара Мандак.
Име го повикува Велески Калановски да втрча Брадонич. Костуранов. Белица. Во последните 15 минути влегуваме од првиот дел. На повреда се жали Шакири. Таа проблематична лева нога на Шакири. Повторно фаул од Велески над Вучетич. Не гледаат љубителите на фудбал, кој знае каков фудбал. На Атина Бојаджи се игран. Мартиновски со глава. Удар на Донев. Лака игра на Охридјани, од кои сме навикнати да ги гледаме во првите 45 минути. Но не се игра само фудбал 45 минути. Се игра 90 и се надевам дека во овие изминати минути Охридјани ќе го загрозат голот на Алчинов, Алими е во борба со двајца фудбалери. Алими до Шакири. Андонов ја прифаќа топката до Мандак. Алчинов расчистува аут. 33-та минута изминува да има Джалески. Оста ситуација која се најде, ми се чини дека е Шакири. Трета за фудбалерите на Охрид, каде се наоѓаат во недозволена позиција. Алчинов. Мартиновски со глава. Повторно уште еднаш Мартиновски со глава до Шакири. Вучетич до Андонов, дали ќе стигне Мартиновски, тука е Лескаровски, ќе расчисти Лескаровски. Лими до Пројков, излегува Алчинов. Се лизна Пројков пред да прими топката и Ине Калановски останува Охрид во напад. Шакири до Алими. Повторно Шакири, Алими, одлична двојна комбинација. Алими до Велески, предолго, пресилно за Велески, кој ќе беше осамен ако Алими точно и прецизно ја подаше топката. Тука е Белица, чиста десетка денеска за Белица. Одлично го чува Инсени како верна сенка. Тука е уште 10 минути остануваат од првиот дел. Мандак, Вучетич, Блажевски, се остави позиција пред нас за брегалница. Лескаровски расчистува малце да се отстрани иницијативата, да се отстрани топката од половината на Охрид. Блажевски до Мандак.
Вучетич. Паја, Вучетич и Спирковски не сигнализира фаул и топката му припаѓа на Охрид. Аут за Велески, Шакири, а нагази топката добро Шакири. Со пет атрактивно, но неуспешен дриблинг. Не, Жалевски, Брадонич дали? Да, ја зема топката Брадонич да Лими, Шакири не. Не, ја пратеше акцијата, повторна топката до Брадонич, Шакири. Ја губи топката, Охрид можност за контра на Брегалница. Повторно, многу пати досека, Белица. Брадонич. До Пројков, Жалевски, има Калановски. Нема още ситуација, топката стигнува до Лазарески, требаше прецизно Жалевски да уфали Калановски во игра и ќе беше осамен кон гол од Налчинов. Не, Здравков не исконтролира топката најдобро Здравков, но има телото на Брадонич, топката стигна до Вучетич и Сени во дуел со Велески и Сени. Има Блажевски по десната позиција, Блажевски, да има Брадонич ке стигнува аут за Брегалница, повторно, но стигна Брадонич да ја прекина акцијата. Се изведе брзо Белица, малце подзаборави на Мандак. Име Блажевски, Велески, може да бие Мандак со лева, бие го чини тоа, на топката завршува над голот, можеше се жалат Брадонич и Велески на повреда. Мартиновски. Калановски топка излегува во аут, повторно припаѓа на Охрид, Мартиновски ќе го изеде аутот. Калановски се избори за топката, Лими без предуели, а Лими со обрамбените фудбалери на Брегалница, Донев и Стојанов. Но еден треба да се добие, да се направи простор за удар или да се проигра еден од со играчите и да се затресе мрежата на Алчинов. Име Брадонич, но загуби дуелот со Исени. Зема Исени топката, го прегрува Манда, кој враќа до Блажевски. Блажевски разчистува, Белица во аут, рутинирано да не се направи вишак, Мандак му се брза. Уште 7 минути од првите 45 минути има. Вучетич. Не, Здравков напрата статива, тука е Костуранов. Брзо Костуранов му се брза до Алими. Алими да видиме дали ќе стигне Налчинов. Не, топката од едниот голман на Охрид Костуранов завршува во рацете од Тиквеш, извинете, од Брегалница Алчинов. Андонов, грешка на Андонов, ја прифаќа Пројков топката до Брадонич, дали ќе стигне Велески, стигнува. Дали ќе има дриблинг Велески? А ја нема. Аут за Охрид, аут за Брегалница. Се гледа, се познава дека Велески има ситна повреда, не може да пружи 100%. Не, Блажевски само до Брадонич, ама враќа топката на Блажевски, Бескаловски ќе расчисти од прва. Повторно Бескаловски со глава до Калановски, кој непромислено со глава топката само ја удри преку него и завршува во нозете на Алчинов, кој брзо го прегнува Лазарески. Фаул за Охрид.
Андонов по левата позиција го запре Мартиновски со фаул, да име Брадонич, враќа доле Скаровски. Скаровски до Мартиновски греши. Скаровски не треба да се поигрува тука воопшто со последната линија. Нема ништо, не сигнализира ништо Спирковски, било само дуел помеѓу Андонов и Мартиновски. Одлична тројна комбинација на Охријани. Име Белица, го има Велески, не напаѓа Мандак. Брадонич. Требало у септември месец овие прашања да ги решаваме, не се. Губи топката Лими, можда за контра на гостите. Добро е што погрешува и Здравков. Име Брадонич до Пројков, Велески. Шакири. Фаул од Донев над Шакири, брзо треба да се изведе слободниот удар. Бара Пројков топка, ја добива, но ќе затвори Донев. Аут за Охрид, за Брегалница, извинете. Абе, нека оде на лекар. Мандак со Велески. Уште 3 минути од првиот дел остануваат. Враќа Белица до Костуранов. Добре, што погреши и Блажевски, а Лими до Велески. Ој до Пројков нема оста ситуација, да видиме Блажевски во дуел. Име Пројков се слободи, ќе нафали со лева. Само до Донев, добро беше поставен Донев. Имаше преглед на играта и ја расчисти опасноста. Тактички фаул од Калановски, почитува преднос Спирковски. Мандак. Да видиме Лескановски до Исени, бие Исени од главата на Белица, завршува топката во корнер. Прв за Брегалница и воопшто на надпреварот. Дали ќе се случи нешто посериозно по контрата на покорната на Здравков, кој ќе изеде од левата страна. Име Здравков нафрлува на втора статива, таму е Костуранов, да. Корна се чини од главата на Калановски, така покажува главниот судија Спирковски, колку и да не годува офицката публика, од главата на Калановски. Завршува топката во корнер. Андонов до Исени бие и над голот. Завршува ударот, повториот корнер за гостите од Штипа. Уште 90 секунди од регуларните 45 од првиот дел. Најмногу може да има само една минута продолжение, да има Шакири. Дуел со Иванович. Джалевски се бори. Аут за Охрид. Се гради Пројков, си направи простор Пројков, но не ја задржа топката. Лескановски ќе стигне преди Сени. Калановски повторно со глава, Калановски ја спушта топката, наместо да ја прими награди, да проба да се ослободи од Мартиновски. Само кратко до Здравков, Андонов до Мандак, стигнува Велески, дуел на Шакири и Иванович на средината на теренот. Велески може има по левата простор, Велески до Шакири. Ој враќа до Пројков и остај ситуација, има ситуација. Четврта во која се наоѓаат Охријани, на повреда се жали Иванович по дуелот со Шакири.
Изминува 45-та минута од мечот. Четвртиот судија Димески Жарко не покажува судиско продолжение, ќе се изведе уште ова ситуација и ќе означи крај Спирковски. Може само неколку секунди поради фаул за Охрид. Ми се чини дека ова последна можност за Охриѓани во првиот дел да го загрозат голот на Налчинов и крај по првите 45 минути. Резултатот е онепочетно 0:0.